Во Македонскиот народен театар вечерва во 20 часот и 30 минути премиера на мюзикулот Као Какао. Инспириран од музиката на Владко Стефановски по текст на Венко Антоновски, а во режија на Дејан Пројковски. Утрово моја соговорничка во студиото, кореографката Олга Панго. Добро утро, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добре ве најдов. Мюзикл зборува за старо Скопје, за едно време кое што недостасува на сите. Да, така е. Тоа е една урбана приказна на меѓу двајца млади луѓе, каде што се раѓа љубов на еден дечко кој што сонува и сака да стане светски музичар, бенд со своите другари и девојката со своји другарки и така натаму, мислам, една многу урбана приказна која што е плетена со различни содржини, тоа што генијалецот Венко Антоновски го направи во текстот, а ние понатаму го изреплициравме во мюзиклот и го преточивме во една друга форма. Да, ова е спојна докажани актерски имиња, една млада екипа. Долго време се бираше составот? Па, кастингот беше многу одамна, иначе кастинг директор е Билјана Драгичевиќ Пројковска, која што многу внимателно ги бираше и се бира, да кажам, ние сите заедно тоа го правевме, меѓутоа таа одлучуваше колку треба да е актерот спремен за да може да одговори на темата мюзикл, бидејќи навистина е доста комплексно. Треба да се глуми, треба да се пее, треба да се игра. Особено, мислам, мюзиклот е инспириран од музиката на нашата голема рок звезда, Владко Стефановски. Така да, мислам, песните не се едноставни за пеење, но можам да кажам дека актерите навистина и над својата задача ги направија. Мислам, треба тоа да се види. Јас, мислам, зборувам од една друга позиција, мислам, многу долго време сум натре, долго време го работиме мюзиклот, нели? И сум, емотивно врзана за целата приказна, така да, мислам, треба да дојде да се види тоа. Да, приказна за младите, за соништата, за љубовта и за среќата, беше ли предизвик ова за вас? Се разбира дека беше голем предизвик. Мюзикл одамна не сум работела, да кажам, последниот мюзикл кој што се работеше исто така во Македонскиот народен театар беше Мама Мија, тоа беше во 2017 година, кој што го работев со мојата колешка, режисерката Наташа Попласка, со која што многу мюзикли сум поминала. Меѓутоа, некако формата мюзикл, не знам, падна, не знам, некој гап измеѓу сите овие години се случи, така да некако мюзиклите изумреа и јас бев многу радосна кога на покана на предсе на Дејан Пројковски, на режисерот со кој што работам веќе можеби 3-14 години активно, ме покани да бидам дел од ова и на продукцијската куќа Баги комуникации, Манди и Маја, со кои што веќе работиме на темата Глумците пеат неколку години, така да јас се изненадив бидејќи ова е навистина голем залак. За, како да кажам, за приватна продукција, секако е копродукција со Македонскиот народен театар, меѓутоа над 50 луѓе сме во целата игра, така да е многу тешко тоа целото да се изменаџира и меѓутоа успеа. Да, танц, музика и одлична екипа, тешко ли беше да се направи тој спој? Ве прашав истото прашање пред да го започнеме разговорот, имате долгогодишно искуство, меѓутоа секој предизвик, веруваме, уште поголем предизвик за вас лично. Се разбира дека е, бидејќи, знаете како ова е македонски мюзикл, јас сум работела и друг, да кажам, пред исто 2017 година беше мюзиклот за Тоше Проевски. Го работевме во Македонската опера и балет. Тоа беше исто, да кажам, по структура се работеше нова структура на нештото, бидејќи кога сме ги работеле бродвејските мюзикли, ние добиваме едно клише, една точна
структура по која што треба да се водиме и тоа треба така да изгледа. Сега секако како автор можеш да се надополниш и да направиш нешто свое, меѓутоа ова се создаваше од А. Да кажам, пред се и текстот на Венко, понатаму музиката на Владко која што ја изаранжира и ја направи за мюзиклот Бобан Мирчевски и јас во целата таа работа, мојот асистент исто кој што мислам беше до мене неуморно сите овие 3 месеца работа, да кажам, Ирина Лозинска, под Дејан Пројковски кој што значи го создававме јазикот кој што е во мюзиклот практично. Целата структура која што е наречена Као Какао. Верувам дека возбудата уште поголема вечерва премиера, веќе распродадена? Да. Вчера имавме предпремиера и да ви кажам тоа беше отворено за публика и мислам предпоставувам музиката на Владко го буди Скопје, мислам сакам да кажам го дига Скопје на нозе и целата таа атмосфера и сето тоа што се деси тие 3 сата, да кажам, мислам луѓето ги поздравија актерите со громогласен аплауз. Ке се согласите дека скопската публика сака вакви убави настани? Недостасуваат ли малку повеќе во главниот град, особено во текот на летниот период? Се разбира, мюзиклот е нешто што треба да постои и да екзистира константно во Македонија, можам да кажам сега, конкретно за Скопје, меѓутоа треба да постои, треба да има и ние имаме мюзикли кои што веќе постојат и кои што се со платени авторски права и така не треба да се играат. Ме разбирате, секогаш мюзиклите биле преполни, така да треба да има мюзикли, треба, мислам како да кажам, тековните, Министерството за култура и така натаму и мислам театрите треба да работат на тоа да се одржат овие, да кажам, овој тип на представи кој што се разбира дека е тешко одржлив и дека е многу како да кажам, да се изорганизира целата работа, бидејќи навистина многу медиуми се внатре, меѓутоа треба да постои. Треба да постои и треба да се одржува. Да, квалитетот на Као Какао е препознаен и од Будва град театар и таму настапувате и се очекува на годинишното Охридско лето всушност да се заокружи со овој мюзикл. Да. Мюзиклот е поканет да го затвори Охридско лето на 20 август и после тоа Будва град театар. Уште наш покано до сите наши гледачи, вечерва кои што не успеа да дојдат до Билет, кога наредно ќе може да се погледне овој мюзикл во Македонскиот народен театар? Па денес и утре мислам дека се е распродадено. 11 и 12 јуни се следните изведби, така да нека повелат гледачите и граѓаните на Скопје да го погледнат мюзиклот. Еве и само за крај на овој разговор, ваш следен предизвик, за што се подготвувате? Следен предизвик, значи веднаш на 4 летам за Истанбул, во Истанбул Junior Ballet, таму подготвувам една премиера која што се 4-та годишни времења на Вивалди, која што треба да биде на крај на јуни, така да нема да имам одмор една секунда. Тоа е следното што треба да го работам и да го сработам за ова лето, а понатаму исто ме чекаат доста предизвици, се надевам дека ќе се справам со се. Да, ви благодарам за денешното гостување во Македонија наутро. Покана се разбира до сите гледачи да бидат дел од овој прекрасен мюзикл. Ви благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш.